Рускиот пазар се уште е многу далеко за македонските производи. Префинетиот вкус и големата прибирливост тешко ги отвораат вратите за нашите продукти. Иако штипската компанија Фруктана веќе 2 децении извезува во голем број на европски држави, со рускиот пазар извозот се уште стои во место. Се обидовме во неколку наврати, бевме присутни и на 2 сајми во Русија, во Москва и во Санкт Петербург. На есен планираме да бидеме присутни пак на сајмот во Москва. Меѓутоа морам да кажам дека рускиот пазар е специфичен, многу тежок пазар, пред се од аспект на количините кои се бараат кај одредени клиенти. Ние не сме капацитет кој што може да задоволи големи количини. Освен ова, проблем при извезување на македонските производи е и големата конкурентност на Србија. Нашите северни комши имаат привилегија да извезуваат во Русија без царина. Не става во подредена состојба, значи нашиот производ е веќе поскап во Русија. Сметам дека таму уште многу треба да се работи и треба уште долго време да почекаме за да го освоиме овој пазар. Но освен со рускиот пазар, производителите и преработувачи на вишни годинава имаат проблеми со произведениот род. Иако годинава во поглед на родот е една од најдобрите, сосема спротивно е со откупните цени. Според преработувачите, годинава ги влече последиците од претходната, односно проблем се старите залихи. Минатата година имаше големо производство пред се кај нашиот северен сосед во Србија и малку по на север во Полска, па и во Унгарија, каде што индиректно влијаеше и затварањето на рускиот пазар. Се соочивме со ситуација да големите играчи во оваа област направат високи намалувања на продажните цени и имавме невидена конкуренција во продажбата. Фруктана годинава ќе преработи околу 1500 тони свежа вишна, од кои 1000 тони се од сопствените плантажи. Минатата година откупната цена на вишната беше околу 30, додека годинава вишна во просек се откупува по 16 денари за килограм.